Добар ден и добре дојдовте. На почеток на станите на денот. Тврдење за политички прогон налик на Орвел наспроти потресните сведоштва за битката за преживување на децата заглавени во Пулс. Контрадикторности меѓу исказите на обвинетите и сведоците на новото рочиште за Пулс. Предновогодишен дуел од собраниската говорница меѓу Филипче и Мицковски на последните пратенички прашања оваа година. Забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки како времето на Третиот рајх, резолуција. Само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Од 1 јануари се заканува целосна блокада на институцијата Народен правобранител ако претениците не се договорат за избор на наследник на Насер Зибери. Општините и градот ги гласаат буџетите за идната година. Скопје ќе се консолидира и избавува од долгови, центар со речиси половина буџет за капитални проекти. Продолжува злоупотребата на антибиотици и покрај апелите матичните препишуваат лекови со широк спектар и каде што треба и каде што нема никаква потреба. Папата во традиционалната божикна порака повика на мир, диалог и зачувување на човечкото достоинство. Во живо во овие вести од Идризово, каде имаше ново рочиште за пожарот во дискотеката во Кочани. Останете со нас, почнуваме. Судскиот процес за трагичниот пожар во Кочанската дискотека ја отвори длабоката спротивставеност помеѓу одбраната, која тврди дека е изложена на политички прогон, и семејствата на жртвите и сведоците кои бараат целосна вистина за причините за смртта и блокираните излези од клубот. Додека обвинетите ја негираат сопствената одговорност и ја префрлаат вината кон институциите, потресните сведоштва од судницата повторно ги актуализираат прашањата за безбедносните пропусти и системските слабости. Процесот се следи со силен јавен притисок и очекувања правдата конечно да даде одговори за една од најтешките трагедии во поновата историја на државата. Детали од речиштето пренесува Зоран Јаневски. Зоран, што беше кажано денеска? Врисоци, повици за помош, густ црн чат. Вака изгледале првите минути од големата кочанска трагедија која што се случи на 16 март годинава, во која животот го загубија 63 лица. За првите минути од несреќата денеска сведочеше Дејан Николов, собственик на автосервис кој што се наоѓал до објектот на дискотеката Пулс. Тој во своето сведочење кажа како се одвивала пренамената на објектот од 2009 година па се до кобниот ден, односно 16 март. Кажа дека први на објектот работел како конфекција, потоа бил магазин, а во март 2012 година почнала и пренамената која подоцна објектот станал и дискотека со име Пулс. Кобната ноќ и тој бил во дискотеката, таму бил со неговиот син, рече дека во првите минути кога избувнал пожарот бил надвор од објектот. За пожарот дознал од другарите на синот кои излегле и кажале дека внатре се појавил пламен. Како што кажа Николов, објектот за кратко потонал во мрак. Снема струја, се слушаше силен пискот и почна да излегува интензивен црн чат. Со синот и неговите другари заминавме кон сервисот и со црево прскав кон вентилаторот од кој излегуваше чат. Од местото кој што се наоѓаа тоалетите слушав тропање и гласови. Ги скршивме прозорците, а на металните решетки се држеа девојчиња. Пискаа, бараа помош, ги прскав со вода. Ми велеа сакаме повеќе бидејќи така полесно дишеме. Зборуваше во судницата сведокот на јавното обвинителство Дејан Николов. Како што рече, во објектот, односно покрај објектот, останале се до 5 часот наутро, се обидувале да им помогнат на сите кои што се наоѓале околу диското. Забележале дека излегуваат одвнатре деца од кои виси кожа, барале да бидат прскани со вода, но тоа, како што рече, било погрешно, па заради тоа и не го сторил, иако тие барале. Додека траеше неговото сведочење, меѓутоа и прашањата од одбраната на обвинетите, бурно реагираа родителите и роднините кои го следат овој судски процес, па многу често и довикуваат кон ваквите прашања. Ги смируваше и самата судика.
На почеток од судското рочиште пак тие во изјава за медиумите рекоа дека се сомневаат околу истражувањето на целиот случај и причините поради кои што починале нивните деца. Ја имаме изјавата да ја погледнеме. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Представува сериозен медицински и правен јас. Судир меѓу институционални наводи. Имаме 3 неисповни факти. Институт за хемија, МВР ОФИ, потврда веројатно за ослободување на цијанидни гасови. Обдуктиски навод наведува исклучиво јагерот моноси како причина. Обдуктиски налог признава дека други токсиколошки анализи допрва треба да се достават. Ова значи дека обдуктискиот навод е нецелосен, постои основа за дополнително и независно вештачење. Постои основа за правно оспорување на заклучокот, оправдано и неопходно во интерес на вистината. Инаку денешното судење започна со завршниот збор на одбраната и обвинетиот Александар Нацев, кој всушност на обвинителна клупа седи бидејќи тој бил според јавното обвинителство официјален сопственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон. Неговата одбрана тврдеше дека тој не може да одговара за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Тој пак во својот воведен говор кажа дека всушност и воопшто не била присутен на деното кога се случила трагедијата. Рече дека нема никаква поврзаност со дискотеката Пулс. Ја имаме неговата изјава да ја погледнеме. Пренасочувањето на одговорноста која имаат државните органи задолжени за превенција, надзор и контрола кон припадниците на обезбедувањето е само уште еден чекор за префрлање на вината. По сведочењето на Николов, судењето продолжува веќе наредниот понеделник, за кога се најавени и нови сведоци на јавното обвинителство. Тие најавија дека за овој случај ќе повикаат вкупно 35 сведоци. Инаку за Кочанската трагедија, во која животот го загубија 63 лица, на обвинителна клупа седат вкупно 35 лица. Судијата Дијана Груевска-Илиевска пак денеска закажа судски рочиште и за следните месеци, односно јануари, февруари, март и април. Студио. Зоран, благодарам за ова вклучување. Предновогодишен дуел од собраниската говорница меѓу Филипче и Мицковски на последните пратенички прашања оваа година. Што забранувате слободен изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Од 1 јануари се заканува целосна блокада на институцијата Народен правобранител ако претениците не се договорат за избор на наследник на Насер Зибери. Со тешки квалификации и остри навреди, премиерот Мицковски и лидерот на опозицијата Филипче влегоа во жесток предновогодишен дуел на собраниската седница за пратенички прашања. Антимигрантската резолуција, состојбата во државата, цената на струјата беа дел од главните теми околу кои се судрија власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за катастрофални политики и опасни наративи. Собранието најави засилено темпо на работа и во наредните денови во финишот на годината за да се надоместат долгите паузи во текот на оваа година. Катаклизма било комплимент за она што го остави СДСМ зад себе, а опозицијата била општествен талог. Антимигрантската резолуција на ВМРО ДПМН пак била како од времето на Третиот рајх и документ што го пишувал Ванчо Михајлов. Мицковски и Филипче во предновогодишен дуел се испратија пораки еден на друг на собраниската седница за пратенички прашања. Мислеа да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слободен изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични
постапки како времето на Третиот рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вие се чувствувате како талог? Само дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите, и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Паднаа препекувања и за тоа кој всушност ја поскапе струјата, дали власта или опозицијата. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, која што ќе повлече и други поскапувања, разнацените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Бислимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Дуи пак очекувано, со етнички прашања, но добија одговор за тоа што правеле нивните функционери во кабинетите, наместо да ги штитат албанците. Министерот Стојковиќ отстранил од работа 7 вработени, додека другите се плашат, може да ги очекува ова во идните денови. Значи ова е чиста дискриминација и ниту еден од представниците на ВЛЕН или од владата не го подигнал гласот за овие вознемирувачки настани. Како влада нема да толерираме злоупотреба на канцелариите за спортски активности во форма на жонглирање со фудбалчиња, играње баскет или пак поставување на јога душеци, кревети, преноќување во истите и да не кажам уште што вршење во истите тие канцеларии. Претениците ќе седнат во претеничките клупи и утре и во вторник, а не е исклучено да работат и на 31 декември за да го надоместат долгиот летен одмор кој речиси се спои со паузата поради локалните избори. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Изборот на нов народен правобранител е заглавен во собранието, поради што институцијата од следната недела се соочува со целосна блокада. Вработените предупредуваат дека без избран предводник нема да може да земат плата, поради доцнење со кириите им се заканува и иселување од просториите. По пензионирањето на Насер Зибери, мнозинството го предложи Фатон Селјами, но без поддршка од ДУИ не може да се обезбеди Бадентерово мнозинство. Председателот на собранието Африм Гаши апелира партиите да постигнат договор, оценувајќи дека станува збор за клучна институција, во спротивно најавува барање алтернативни решенија. Изборот на народен правобранител заглави во собранието. Институцијата од следната недела влегува во целосна блокада. Вработените вчера и со писмо апелираа час поскоро да се избере нов предводник на институцијата, бидејќи не можат да земат лата, а им се заканува и селување од просториите, бидејќи 3 месеци доцнати со кириите. Со овој допис сакаме да ја запознаеме целата македонска и поширока јавност од дипломатските представништва во државата и странските мисии за состојбата во која се наоѓаат вработените во народниот правобранител, кои во моментот не можат да остварат многу од своите права од работен однос, а од јануари 2026 веројатно нема да земат ни личен доход, со што ќе престане да се уплаќаат редовните уплати за социјално и здравствено, но и за пензиско осигурување. Поради ова се запрашуваме дали државата има потреба од ваква институција или не, велат вработените во дописот до јавноста. Изборот на народен правобранител пак е заглавен во Собраниската комисија за избори и именувања. По пензионирањето на Насер Зибери во јули годинава, владеачкото мнозинство го предложи Фатон Селјами, но без поддршка од претениците на ДУИ не може да се обезбеди Бадентерово мнозинство за негов избор. Спикерот Гаши утрово апелираше партиите да постигнат договор, бидејќи се работи за важна институција. Сепак вели, ако нема политичка волја, ќе треба да се најде алтернатива за други решенија. Јас би сакал тоа најбрзо што е можно да се случи и веднаш јас би ја свикал седницата, точката е на дневен ред, ќе ја свикаме и ќе го изгласаме за да може да функционира и институцијата, но и во однос на повторените избори кои се на 11 јануари. Мислам дека не се исцрпени сите политички капацитети да се најде компромис. И затоа повикувам уште еднашка овие денови да се седне, да се најде решение и мислам дека немаме толку големи разлики за да не можеме да одлучиме кој ќе биде
народен правобранител. Покрај изборот на народен правобранител во собранието е заглавено и формирањето на анкетната комисија за кучење и останатите несреќи со човечки животи, но и формирањето на комисија за нов изборен законник. Иако Гаши побарал, досега ниту една партија нема предложено своји членови за формирањето на анкетната комисија, додека за работната група за измени на изборниот законник членови има предложено само Левица. Сепак нејасно останува дали собранието ќе работи на комплетно нов текст на изборниот законник или ќе се земе предвид готовиот нацрт кој што го работеше работна група во Министерството за правда пред изборите. Ова прашање на средба ќе го решаваат спикерот Гаши и министерот Филков. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Обвинувања за бизнис делки во Дубај и меѓусебни навреди ја заострија политичката реторика меѓу власта и опозицијата од говорниците. ВМРО ДПМН отвори прашања за инвестиции поврзани со Заев и Филипче, додека СДСМ возврати дека станува збор за дефокус и напади кон лица кои немаат никаква политичка функција. Припукувањата дополнително се продлабочија со вклучување на поранешни партиски членови на СДСМ и меѓусебни обвинувања за говор на омраза и дискриминација. 40-катница во Дубај, која според ВМРО ДПМН ја гради Зоран Заев и денеска беше во фокус на обвинувањата на владеачката партија. Прашуваат дали во бизнисот со станови партнер му и лидерот на СДСМ Венко Филипче и дали поради овие инвестиции Филипче ја добил златната виза за Дубај. Дали златната виза на Венко во Дубај е резултат на тоа што Венко Филипче е бизнис партнер на Заев во градење на згради? И откаде му пари на Венко за да си дозволи толку голем влог со оглед на тоа дека тој сами откажува дека има досега работено како доктор и како пратеник? Од СДСМ пак им возвраќа дека ако треба ќе им нацртале дека Зоран Заев не е политички активен во партијата и е слободен граѓанин. ВМРО Ванчовистичка не може или можеби не сака да свати дека Зоран Заев не е политички активен веќе 5, нагласуваме 5 години. Ако треба да дојдеме и да им го нацртаме тоа, тука сме. Затоа не разбираме или премногу добро разбираме дефокус, зошто упорно и се обраќаат на СДСМ со прашања за слободен граѓанин на Македонија Зоран Заев, велат од опозицијската партија. Откако СДСМ во изминатите соопштенија ги споредуваше политиките на ВМРО ДПМН и српскиот претседател Вучич, со обвинување се јави и нивниот поранешен член Саша Богдановиќ. Социјалдемократскиот сојуз според Богдановиќ напаѓал независна држава, а соопштенијата им ги пишувал задоеник со усташка идеологија. Како припадници на српската заедница, секогаш сме давале придонес за развој во разни полиња во државата и така ќе биде и во иднина. Но очигледно на некоја група во СДСМ која најверојатно треба да се докаже на некој србофоб или србомразец, свесно од рани утрински часови па до доцна навечер во скоро секоја втора или трета објава споменува српски, Србија, срби и така натаму. Мислам дека треба во иднина преку правни механизми да се избориме против дискриминацијата и србофобијата која очигледно владее кај одредени луѓе во СДСМ, напиша Богдановиќ на социјалните мрежи. Но од опозицијската партија не му остана должни ниту на Богдановиќ. Србофобија, усташтво, предавство за пари му ставија на контото на поранишниот градоначалник на Центар од нивните редови. Поранешен член на СДСМ, кој најпрво ја предаде партијата за пари, а потоа и Македонија за пари, сега си зема за право некого да таргетира и да го нарекува усташ. Човек кој припаѓа на коалицијата ВМРО Ванчовистичка знам, луѓе кои во собранието ја изгласа резолуцијата за забрана на говорот по урнекот на декретот од Третиот рајх. Кога веќе ги споменува усташите, нека прочита малку и кој соработувал со независна држава Хрватска, се наведува во реакцијата. Од СДСМ му порача на Богдановиќ дека Српската напредна странка не е Србија, ниту пак Вучич е единствениот србин. Србија се низините граѓани, а не банда криминалци со кои тој и ВМРО Ванчовистичка соработуваат, велат од СДСМ. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Општините и градот ги гласаат буџетите за идната година. Скопје ќе се консолидира и избавува од долгови, Центар со речиси половина буџет за капитални проекти. Продолжува злоупотребата на антибиотици и покрај апелите матичните препишуваат лекови со широк спектар и каде што треба и каде што нема никаква потреба. Финансиска консолидација и стабилизација на градската каса најавува градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски со буџетот за 2026. Тврди дека за еден месец ликвидноста е зголемена 10-кратно, но предупредува дека градот наследил милионски долгови и судски спорови. Буџетот за следната година е проектиран со дефицит, приоритет ќе бидат инфраструктурата, образованието и спасувањето на јавните предпријатија. Градот Скопје денеска треба да добие буџет за 2026. Планирано е следната година да се соберат над 7 милиарди денари, а да се потрошат над 8 милиарди.
Пред да се гласа буџетот на дневен ред пред советниците беше кварталниот извештај за извршување на годинешниот буџет, заклучно со септември. Градоначалникот Ѓорѓиевски го нарече еден од најкатастрофалните извештаи во историјата на градот. Вели дека наследил 40 милиони денари во градската каса, а денеска има над 400 милиони на сметка. Наследството кое што ни го оставија Петре Шилегов и Арсовска е околу 2,9 милиарди денари во судски постапки. На 8.11.2025 година јавните предпријатија нема земено плата за 9 месец, што беше удар сериозен врз буџетот на град Скопје, но со ребалансот овозможивме сите предпријатија да ги земат за останатите плати. На денешната седница треба да се изгласаат и субвенции за помош на јавните предпријатија. Мартин Арсов, Сител телевизија. Општина Центар со буџет за 2026 во кој речиси половина од средствата се наменети за капитални инвестиции. Советот едногласно го усвои со фокус на инфраструктурата и социјалните проекти. Дом за стари лица, нова градинка, општинска зграда со паркинг и катна гаража во Буњаковец. Паралелно општината најавува мерки за намалување на загадувањето, како и зголемена поддршка за учениците, пензионерите и семејствата со новороденчиња. 43% од буџетот за 2026 година општината Центар ќе ги вложи во капитални проекти. Буџетот на општината е донесен со едногласна одлука на Советот. Дом за стари лица, нова детска градинка во близина на клиничкиот центар, нова општинска зграда со 300 нови паркинг места, катна гаража во Буњаковец, се дел од проектите за подобрување на квалитетот на живот во општината. Изнесува 1 милиарда 217 милиони 450.000 денари и представува највисок буџет до сега. Идејното решение за нова општинска зграда е веќе завршено. Одвоивме средства за физибилити студија и дополнително треба да се изработи проект за отпочнување со реализација. Уште размислуваме во насока дали ќе се оди со јавно-приватно партнерство или сами како општина ќе го реализираме овој голем капитален проект. Во делот на паркирањето позади Буњаковец, во разговори сме со град Скопје да со меѓуопштинска соработка заедно го реализираме и овој поголем капитален проект. Општина Центар ќе ги следи политиките на град Скопје кои ќе ги предвидат за намалување на аерозагадувањето. Една од мерките која веројатно ќе се воведе во сообраќајот е за движење на возилата по регистарски таблици пар-непар. Во општина Центар нема индустријски зони, нема загадување од фабрики, но во околните скопски општини имаме индустријски зони и фабрики кои што допринесуваат за поголема загаденост, за жал. И што побрзо решение на сообраќајот, односно превозот во самиот град. Герасимовски најави бесплатен оброк за учениците во целодневна настава, поголема социјална помош, двојно повисока еднократна помош за пензионерите и поддршка за новороденчиња од 10.000 денари. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Прави општина Центар во 2026. Кои се клучните капитални проекти за кои ќе се трошат парите на центарци? Може ли да се вклучи во справувањето со аерозагадувањето? Каква е неговата позиција во СДСМ? Тема на денот во 19 со Горан Герасимовски, градоначалник на Центар. Иако со години се предупредува на опасностите од нивна злоупотреба, Фондот за здравство бележи сериозен пораст на препишувањето антибиотици кои треба да се користат како последна линија на терапија. Поради ова фондот најавува нова политика од 2026 со построг надзор и казни за лекарите кои ќе ги надминат дозволените квоти, а целта е рационална и безбедна употреба на антибиотици. Антибиотикот кој најмногу беше пропишуван за лекување на ковид, повторно популарен кај лекарите и пациентите. Во 2024 биле издадени дури 39.000 рецепти повеќе во споредба со претходната година. За време на пандемијата, стручни лица укажуваа дека тој лек има дефинирано за што е ефикасен и е штетна и опасна неговата злоупотреба. За нас најкритична е употребата на, за жал, само бленд името го знам, Сумамет, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето на нови лек. Бидејќи наместо намалување има пораст со пропишување на антибиотици, Фондот за здравствено осигурување најавува дека во 2026 ќе има и казни, но и подоследно следење на пропишување,
со цел да има рационална употреба на оваа терапија. Минатата година го зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Ние имаме само за тие две групи ограничување за препишување. И втората мерка што ја планираме е рецепт, кој во основа треба да обезбеди позадинска контрола на индикациите и дозирање. Од фондот им се извинија на пациентите кои користат антикоагулантна терапија. Посебно двата лека кои овој месец требаше да се најдат на позитивната листа. Но тоа е одложено за јануари поради технички проблеми. Нема да има никакви последици за тие што овој месец го користат, ќе бидат рефундирани тие лекови, се дори не бидат ставени на позитивната листа. Наредната година фондот најавува и регулирање на обврските што ги прават здравствените работници и кој што работи за тоа и да биде платен. Односно да нема пример хирург од натрешноста да зема плата како хирург од скопските клиники, а ниту еднаш да не влегол во операциона сала. Сања Димитровска, Сител телевизија.